Здраво, јас сум Стефчо Стефанов, професор по психологија во Средното училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија. И на оваа видео лекција од предметот психологија ќе објасниме за хиерархијата на мотивите. Ова е една од најпопуларните, така да кажеме, теории кој што ја објаснува мотивацијата кај човекот. Значи, така, јас преку пример најчесто сакам кога учениците ги разбираат дефинициите преку примери, би дал еден пример кој што најчесто им го употребувам додека сум во училница со моите ученици. Да речеме, слушаме вести. И на вести ни кажуваат: синоќа група пензионери на плоштадот во Скопје ги искршиле прозорците на книжарницата Култура. Пензионерите се во бегство и се уште не се познати мотивите за ваквото нивно дивење. Знам, примерот е малку можеби и комичен и несериозен, но што сака да ни каже последната реченица од оваа вест? Се уште не се познати мотивите за ваквото нивно дивење. Најчестите одговори кои што ги добивам од моите ученици се: па професоре, се уште не се знаат причините зошто го направиле тие тоа. Или што е тоа што не се знае што ги натерало да го направат тоа. Токму така. Тие најчести одговори не се далеку од најкратката можна дефиниција за мотиви. А таа е онаа која вели дека мотив е двигател кој што ја насочува човековата активност кон определена цел. Значи, мотивите ги обединуваат сите психолошки и органски фактори кај личноста кои управуваат со човековото однесување. Тие се тие кои што определуваат какво ќе биде човековото однесување и по време траење, но и по квалитет, содржински, така да кажеме. Јас исто така многу често, како за почеток или за осознавање што крие поимот мотив за себе, ја користам и оваа сликичка, односно шематски приказ, кој што оди во насока на објаснување на оваа прва реченица што ја гледаме, а таа гласи: за да се појави мотивот, најчесто треба да се појави претходно потреба. Ова најчесто ми е во загради и ќе објаснам зошто е тоа така. Вели, за да се појави мотив, најчесто треба претходно да се појави потреба. Потребата представува недостаток или вишок од нешто, со цел да се одржи хомеостаза. Целото функционирање на организмот е во насока да одржи некаков баланс, нели? Сега ќе се појави потреба. Ајде пак преку еден пример, кој што исто така ги засмева моите ученици честопати. Велиме, односно, ученик крева рака и: професоре, може да одам да се напијам вода? Потреба. Кај ученикот се појавила одредена потреба. Таа потреба активира одреден импулс кај него или нагон, кој што го тера да отвори уста, да крене рака, да пушти збор, преку кој што тој ќе ја формулира својата желба, ја искажува желбата и сега ако професорот каже да, окей, оди, напии се вода, тој ќе оди, ќе ја оствари својата цел, а со тоа и ќе ја задоволи потребата. Ова е тој мотивацијски круг низ кој што ние постојано минуваме, секојдневно, можеби низ безброј наши задоволување на потреби. Сега, тука се минува приказната, ако, например, професорот некаде помеѓу желбата и целта каже не може сега, ќе заврши часот, ученикот е спречен да ја оствари целта и со тоа не може да ја задоволи потребата, па се јавува фрустрација, па нервоза, па понатаму тоа е веќе друга приказна и нема да го објаснуваме, нели тоа.
Сега, зошто реков и пред малку, зошто она најчесто за да се појави мотив, треба претходно да се појави потреба? Затоа што мотив и потреба не е едно исто. Интересно е да се каже дека постојат случаи кога мотивот се јавува и без постоење на потреба. А исто така има случаи кога постои потреба, но не се јавува мотив. Пак преку пример. Да речеме само што сме вечерале, немаме веќе потреба од храна, нели рековме без постоење на потреба, но седнуваме да гледаме филм и ни се грицка нешто, па ќе земеме смоки, чипс, било што. Нашиот организам повеќе нема потреба од храна, само што јадел. Но има мотив, а мотивот е филмот, кој што предизвикува кај нас повторно нагон или импулс да се грицка нешто. А од друга страна пак, може да постои случаи кога постои потреба, еве, например, нашиот организам постојано има потреба од витамин С, да речеме, но немаме мотив да го земаме тој витамин. Не ни се јаде, не сакаме лимон, не сакаме таблета или било како. Сето ова не насочува, не наведува кон објаснувањето да кажеме дека тогаш кога не постои потреба, а активноста се извршува, најчесто е резултат на надворешни поттикнувачи. Во овој случај, овие филмот и слични ситуации на филмот, кои што не терат да превземаме некаква активност, се токму тие поттикнувачи. Добро, сега, само уште накратко и на брзина, да не одолговлекуваме многу, затоа што сепак темата ни е хиерархија на мотиви. На брзина да ги наведеме видовите мотиви, иако нели постојат повеќе теории за мотивацијата, за наједноставно разбирање на мотивите, тие може да бидат групирани како биолошки мотиви и социјални мотиви. Биолошките мотиви се оние мотиви кои што се вродени и во нивна основа лежи задоволувањето на екзистенцијалните потреби на човекот, физиолошките. Или потреба за вода, за храна, за сон, па дури за сексуално однесување, доколку го сметаме тоа како репродуктивна потреба за да се продолжи видот. Постојано се шегувам, велам, доколку не ги остваруваме биолошките мотиви, човекот ќе биде толку од него. Дали за пократок рок, ако не јаде, не пие вода, или на подолг рок прекине со неговата репродукција, тоа сепак е од екзистенцијална природа. Социјалните мотиви се поинакви. Тие се стекнуваат во текот на животот. Има и тука некои дискусии дали сите се стекнуваат или некои се вродени, но сепак се оние кои што се учат во текот на животот повеќето и повеќето од нив се некои од нив се општи или универзални. Тие се остваруваат во контакти со други луѓе и се засновани, како што вели овде, на социјалното искуство на луѓето. Но многу од нив се лични, не се универзални за сите луѓе. Туку тоа се мотиви кои што ги истакнуваат вредностите на самата личност. Секој од нас има различен мотив во однос на нешто што сака да го направи или не сака да го направи. Сега, ова ни е основата за да се објасни теоријата, односно хиерархијата на мотиви за кој што виновен е овој човек што го гледаме. Тој се вика Абрахам Маслов и е русин по потекло, но е амерички психолог. Еден од основачите на хуманистичката психологија и во неговата теорија тој вели дека човековиот стремеж кон остварување на неговите потенцијали се суштината на психолошкото живење, односно на мотивацијата кај човекот. Тој не бил ликовен уметник, иако јас ова вака и на шега го ставам во презентацијата, но каде и да напишете, каде и да пребарате за Маслов, веднаш, дали тоа Google ќе биде или некоја енциклопедија, ќе излезе овој цртеж што тој тука овде го црта, а тоа е пирамидата
на која што ги наредил по хиерархија како се наредени мотивите кај личноста. Еве сега ќе го објасниме тоа едно по едно, тргнувајќи од основата. Маслов вели дека најдолу на таа хиерархија стојат биолошките мотиви, односно физиолошките потреби за преживување, оние што ги спомнав пред малку, нели? Вода, храна, спиење. И тие се темелот на човековите потреби. Тој вели дека ако овие не се задоволени, тешко дека личноста ќе има амбиција, желба или порив, нагон некој да остварува потреби кои што се од повисоките нивоа на оваа негова хиерархија. Може би има логика. Понатаму, тој става малку погоре, ги става така наречените мотиви за сигурност, односно обезбедување сигурна иднина. Јас тоа така си го објаснувам. Значи, ако веќе се задоволени биолошките мотиви, понатаму тој сака да објасни дека човекот се труди да обезбеди сигурност за понатаму во неговиот живот. Дали се работи за здравје, за имање ресурси, кои што ќе биде храна за утре евентуално, или физичка безбедност. Откако и овие ќе ги задоволи, понатаму ги става погоре социјалните мотиви, кои што ги опфаќаат потребите за друштво, за љубов и припаѓање кон одредена група, или за поинтимни контакти, нели, за општење, за остварување на тие социјални потреби. И понатаму, веќе врз овие ги става личните мотиви, кои што исто така предмалку ги наведов кај видови мотиви, а тоа се мотивите за самопотврдување или за докажување. Учениците мои често се шегуваат и велат: професор, ова се тие мотиви за чалам, за покажување пред другите. Па може би и се во право. Овие мотиви тежнеат кон остварување на потреби за почитување од другите луѓе, но и почитување кон другите луѓе, постигнување, компетиција, надпреварување и така натаму. Додека најгоре Маслов ја става самоактуализацијата, која што уште се нарекува и самоостварување. Ова се потреби кои што личноста ги остварува поради своите амбиции. Не дека ќе се докажува пред другите луѓе, не за да стекнува рейтинг, како што е ова нивото малку подолу, туку лично поради своји сопствени пајди и задоволства или остварување. Повторно преку пример, може веќе приметувате, јас сум повеќе наклонет кон практичноста на сите теории и дефиниции, и кога учениците веќе имаат пред себе оваа пирамида, односно хиерархија на мотиви, им давам ливчиња, стикери, за да ги залепат тие ливчиња каде сметаат дека припаѓаат. А на ливчињата, еве ги од страна, стојат одредени потреби, одредени желби кои што се јавуваат кај, можеби кај секого од нас. Тука има само неколку. Еве, на пример, да скокнам со падобран за да си докажам дека имам храброст. Каква потреба е ова според хиерархијата на мотиви од Маслов? За да си докажам дека имам храброст. Значи, овој човек го прави нештото само поради себе. Сака самиот на себе да си каже дека има храброст, не за да се докаже пред другите. Професоре, мора да се напијам вода, е следната. Чиста биолошка потреба. Така? Нема кој да ми одговори, затоа што сепак ова е видео лекција, нели? Да си купам Ферари за да видат кој е кој. Овој човек не е лично како мене, личност како мене. Јас, например, би сакал да имам можност да извозам еднаш во животот Ферари, но овој вели: сакам Ферари за да видат кој е кој, за да се докажува пред другите луѓе. Токму така, да се самопотврди пред другите луѓе.
Ова е нешто слично на првото, да скокнам со падобран за да им докажам дека имам храброст. Само едно мало зборче, им, за да им докажам, кажува дека овој човек го прави тоа само за да се докаже пред другите луѓе. Да бидам со пријатели кога би добил на лотарија. Овој човек сака дури и кога е најсреќен, па дури и кога би добил милиони пари, да биде помеѓу оние што ги саќа, да се чувствува прифатен и да чувствува припадност, што укажува дека се работи за социјален мотив. И еден интересен пример, да имам пари за сендвичи утре. Оваа личност не е гладна сега. Изгледа како неговите биолошки потреби да се задоволени, но тој сака сигурност, дека и утре ќе има што да јаде. Вака некако, Маслов вели дека ние ги распоредуваме нашите потреби и ако добро слушаме, ако добро ги анализираме, речениците кои што ги формулираат луѓето, кога искажуваат некаква потреба, ние веднаш ќе можеме да распознаеме каде Маслов би ја ставил таа потреба од оваа пирамида. И што е заклучокот од оваа теорија на Маслов? Тој вели дека сите човекови потреби може да се сместат во 5 групи. Токму овие кои што ги видовме во оваа хиерархија. Тие групи се јасно подредени, но тој вели дека тие мора да се остваруваат потребите од овие групи редоследно. Демек, нема да може некој човек да сака да се докажува пред другите луѓе, а претходно да не му се задоволени биолошките потреби, да е гладен и жеден. Сега во модерното живење јас би рекол, па не знам. Има луѓе кои што подигаат кредити за да купат iPhone. Така беше, нели? А при тоа немаат редовни оброци, може би дома, но тоа се веќе посебни приказни во животот. Може би токму затоа се појавили и некои критики, кои што ја критикуваат оваа теорија на Маслов, хиерархија на мотиви. Тие велат дека главен недостаток на оваа теорија е тоа што таа била културно условена. Односно, зависно од културата, така може би и не е во секоја култура само актуализацијата на највисоко ниво. Има култури и народи каде што, например, семејството е во прв план и тоа е највисокиот мотив. Единствено тоа е најбитното нешто кое што треба кон кое што треба да се стреми личноста. Други култури има каде што главен мотив е да се обезбеди храна или материјални добра. Нема да навлегуваме во тоа, сепак критиките секогаш ќе ги има, но едно е сигурно, а тоа дека теоријата за хиерархијата на мотиви од Абрахам Маслов и до ден денес важи како една од многу популарните и која што проникнала многу прашања и насочила многу проучувања и дискусии во модерната психологија. Благодарам и се надевам дека бев од помош за оваа тема.